Во пандемијата беа херои, а сега се жалат дека се оставени на цедило. Кулминира револтот на здравствените работници кои бараат достоинствени услови за работа, а власта ги игнорира. По трет пат за 1 месец излегува на протест со барање за зголемување на платите за 30%, нов колективен договор, бенефициран работен стаж, зголемување на ефективниот додаток од 1 на 4% и трансформација на определено работно време со неопределено. Револтот е голем, а притисокот, велат, нема да попушти. Подхитно трансформација на сите времени вработувања, кои што се моментално во сите здравствени институции на Здравствен дом Скопје и клинички центар низ цела територија, со цел за да ги задржиме тие млади луѓе бидејќи работаат за една плата, така да се нарече социјална помош од 20.000 денари. Колку е обезвреден трудот на здравствениот работник покажуваат бројките. Платите и придонесите кои ги примаат, добар дел од нив се мизерни. Работиме без здравствено осигурување, фактички со 20.000 плата, ако не платиме здравствено осигурување, ние немаме. Со 1.800 денари е здравствено, значи ние взимаме 18.200 основна плата. Немаме право на одмор, немаме право на боледување, немаме никакво право. Доколку власта не најде решение за барањата на здравствените работници, тие најавија радикализација на протестите, со што ќе протестираат и пред владата. Министерот Меджити минатата недела им одговори дека за трето покачување годинава немало пари.